На пат за Витлеем. Затоа и ние, имајќи толку многу сведоци, да отфрлиме од себе си секакво бреме и грев што лесно не окружува и со трпеливост да побрзаме кон престојната борба. Додека мудреците ја следеат звездата, го открија патот што ќе ги одведе до Витлеем. Нивниот пат им го откри и патот до нивните срца. Ги напуштија своите домови, патувајќи со караванот понесоа многу работи кои им тежеа и го отежнуваа нивното одење. Меѓутоа, како што патувањето се ближеше кон крајот, може би почнаа некои работи да ги отстрануваат кои на почетокот ги сметаа за неопходни. Како што минуваат деновите, може би почнаа да размислуваат и за тежината на нивниот емоционален товар. Може би почнаа да се ослободуваат и од него. Секое утро, тие и нивниот караван може би го започнуваат денот обновени, движејќи се послободно, оставајќи го зад себе се она што ги оптоваруваше. Кога пристигнаа во Витлеем, тоа било момент на радост и откритие за мудреците стоејќи пред светото семејство, но и момент на радост и пронаоѓање на богомладенецот, кој сигурно ги погледнало со насмевка кога видел дека неговите посетители поседуваат не само подароци од злато, темјан и смирна, туку и мудрост што ја стекнеле по патот. Мудрост да ги олесниме нашите товари и да се ослободиме од се што е непотребно. Додека патуваме кон Витлеем, оваа година, дали ќе растеме во мудроста? Дали сме подготвени да се ослободиме од се што не тера да се чувствуваме оптоварени и бавни во чекорите на нашиот духовен пат? Можеме ли да го оставиме зад себе сето она што знаеме дека не е важно за патот што е пред нас? Предизвик. Размисли што е она што го носиш како товар во твојот живот. Што е она што ти отежнува да се сретнеш со Христос? Обиди се да ги отстраниш сите пречки и на Божик да се сретнеш со Христос во светата причест. На пат за Витлеем.